Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате третиот дел од книгата Приказни од времето на раниот ислам, напишана од Рашид Ахмад Чоодри. Книгата Приказни од времето на раниот ислам за прв пат е печатена во 1975 година под насловот Златните дела на муслиманите. Од тогаш имаме голема побарувачка за неа и во Велика Британија и надвор од неа. मेरी रात दिन बस यही एक सदा है. Личноста и карактерот на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем. Животот на ниту еден друг учител и пратеник не е опишан како животот на пратеникот на исламот. Набргу по неговата смрт, неговите следбеници почнале да собираат изреки и зборови од пратеникот или за него. За неговиот живот стигнале до нас многу детали, па ние денеска сме запознаени со подробности од неговиот живот и имаме комплетна слика за него. Толку била голема посветеноста и љубовта кон Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи веселем, што тој ги инспирирал мислите и срцата на своите следбеници, дотаму што тие страстно ги следеле сите негови дела и зборови и прецизно ги бележеле сите изреки и фрази што тој ќе ги кажал. Верскиот пренос на се што честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол и деталниот опис на се што правел и начинот на кој го правел, тоа станала најскапоцена пракса од која се развила цела наука, позната како хадис. Од оваа пракса направен е скромен обид да се направи портрет на пратеникот, од појавувањето до кога станал интимен, срдечен соработник, советник, другар и пријател. Да видиме накратко, всушност, каков човек бил тој. Знаеме како изгледал. Бил човек со средна височина, добро граден. Косата му била црна, делумно кадрава. Тенот му бил светол. Имал широко чело и густа брада. Одел благо свиткан напред. Зборувал јасно и разбирливо, па на слушателите им било лесно да го следат неговиот говор и да го запомнат. Обично повторувал по 3 пати, за да биде сигурен дека неговото кажување е сватено во целост. Со сите љубезно постапувал. Добро се согласувал со децата. Ја делел и со луѓето и нивната радост и тагата. Бил искрен, љубесен и срдечен. Бил едноставен во јадењето и пиењето. Никогаш не пиел вино, но уживал во чаша млеко. Сакал да јаде леп и мед. Обично оброкот му бил скромен, составен од грст датула. Неговата облека била многу скромна и полна со крпеници. Ја презирал славата на кралствата. Кога станал водач во Медина, неговиот живот останал скоро непроменет. Својата облека и обувките сакал да ги поправа сам. Единствениот луксус што си го дозволувал бил парфемот што многу го сакал. Ја сакал чистотијата и таа навика ја всадувал и во своите следбеници. Честниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи веселем бил исклучително љубезен со животните. Еднаш видел магаре жигосано на главата. Тој ја знаел причината зошто е сторено тоа, дека намерно е направено за да биде препознаено животното. Бил незадоволен од тоа и забранувал да се жигосуваат животните по лицето, зашто тој дел од телото им е чувствителен. Рекол во иднина животните да бидат жигосувани по нозете, ако тоа воопшто е неопходно. Друг пат видел како некој човек држи пилиња од гулаб. Му рекол да ги остави и да не ги мачи ни нив, ни мајката. Следниот совет што го дал честниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи веселем, а што е од огромно значење, е тоа што тој рекол дека човекот треба да работи со своји раце. За пример, се имал себе си, што и помагал на својата жена во домашните работи. Сам ги молзел своите кози, носел камења кога џамијата во Медина била градена. Никаква работа не презирал. Тој на овој свет гледал како на свет во кој живее како патник. Тој велел: мојот пример е како со патник, кој се запира напладне во ладовината на дрвата, да се одмори на кратко, пред да го продолжи своето патување. Не уживал во светските богатства и задоволства, секого стрпливо го изслушувал. Ако некој бил груб кон него, никогаш не се обидувал да возврати.
Секогаш бил спремен да им ги прости грешките и престапите на луѓето. Дарежливо постапувал со непријателите, што не е забележено на ниедно друго место во светот. Кога Мека ја зазеле муслиманите и кога честниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи веселем влегол победоносно во градот, и оние кои постапувале најсурово со него и со неговите следбеници, добиле прошка, иако дури не ни ја побарале. 13 години прогонство и терор им биле простени во еден миг. Со своите соседи секогаш бил најљубезен и разборит. Велел дека мелекот Џибрил ставил посебен акцент на разбирањето и почитувањето на соседите, па така често размислувал дали и соседите не треба да бидат вклучени во наследството. Најмногу време поминувал молејќи му се на Бога. Понекогаш толку многу стоел на намазот, што нозете цели му потклетнувале. Според зборовите на Хазрети Аиша, разијаллаху анху, сопруга на честниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи веселем, неговиот карактер бил Куранот. एक खुदा है मेरी रात दिन बस उसी ने है पैदा किया इस जहां को Мудроста на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем. Кјаба е првата куќа во човештвото која е изградена да се обожува вистинскиот Бог. Не можеме со сигурност да кажеме кој ја изградил, но честниот Куран вели дека Хазрети Ибрахим алейхи селам и неговиот син Хазрети Исмаил алейхи селам повторно ја изградиле. Кјаба откако била повторно изградена, била центар на случувањата во Мека. Луѓето од околината, а и од подалеку, доаѓале на аджилак во Божјата куќа. За време на честниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи веселем, сите важни одлуки од градскиот живот биле донесувани во Кјаба. Ако имало некакви несогласувања помеѓу семејствата во Мека, нивните представници оделе во Кјаба и таму го решавале тоа. Едно време, некаде после раѓањето на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем на исламот, Кјаба била во мошне лоша состојба и луѓето решиле тоа да го поправат. Тогаш била познатата расправа за поставувањето на црниот камен. Црниот камен од секогаш бил почитуван, зашто уште Хазрети Ибрахим алейхи селам го поставил во Кјаба. Тоа е камен од североисточните делови на зидот и се наоѓа на околу 1,20 на центиметри над земјата. Неколку водечки семејства од племето Куриеши ја барале честа да го постават каменот на местото. Некои од водачите ја почувствувале сериозноста на ситуацијата и се плашеле дека сето тоа може да ескалира со насилство, доколку не се дојде навремено до вистинско решение. Така, еден рекол дека проблемот треба да го реши оној што сега прв ќе влезе во Кјаба. Мухамед саллаллаху алейхи веселем случајно влегол баш во тој момент и расправата му била препуштена нему. Честниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи веселем внимателно ги слушал приговорите и на двете страни. Ја спуштил својата наметка на земјата и го ставил црниот камен на неа. Тогаш ги повикал сите водачи заедно да го кренат каменот и да го стават таму каде што му е местото. Кога го донале каменот до зидот, тој го кренал и го ставил на неговото место. Тој потек ги задоволил сите водачи, кои допред тоа не можеле да најдат меѓусебен договор. Оваа расправа, на која и се заканувал крвав крај, решена е мирно со помош на мудростта на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем. दिखाता है हाथों पे उनके करामत है फरियाद मज़लूम की सुनने. Робовите добиваат слобода. Уште од многу одамна луѓето имале обичај да купуваат други луѓе. Секое дете е купувано и продавано на отворен пазар. Таквите луѓе се викале робови и работеле за своите господари преку целиот свој живот. Исламот бил првата религија која го укинала робството. Честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем на исламот и неговите асхаби секогаш се труделе да купат робови за да ги ослободат.
Следува приказна за еден роб кој се викал Зеид. Зеид му припаѓал на благородно семејство и бил интелигентно момче. Уште како малолетен бил заробен за време на еден племенски напад и бил препродаван од господар на господар, се додека не го купила Хатиџа, една богата дама од Мека. Кога Мухамед салаллаху алейхи веселем се оженил со неа, таа му го понудила сиот свој имот заедно со робовите. Тој ги ослободил сите робови, но Зеид го молел да му дозволи да живее со него. Така тој останал да живее со Мухамед салаллаху алейхи веселем и со секој ден неговата љубов кон него растела. Но се случило татко му на Зеид и неговиот амиџа да го побараат во Мека. Отишле кај Мухамед салаллаху алейхи веселем и побарале Зеид да се врати со нив. При тоа понудиле да платат толков откуп колку ќе побара од нив. Честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем им рекол дека Зеид е ослободен и дека може да си оди кога ќе посака. Пратил да го доведат Зеид и му ги покажал татко му и неговиот амиџа. Зеид бил многу радосен што ги гледа после толку многу време. Тие му кажале дека неговата мајка е во длабока жалост откако го грабнале и дека едва и чека да го најдат и да го вратат. Потоа му понудиле да се вратат заедно дома, но Зеид тоа го одбил. Рекол: татко, постои ли некој на светот што не ги сака своите родители? Бескрајна е мојата љубов кон тебе и кон мојата мајка. Но јас толку многу го сакам овој човек, Мухамед салаллаху алейхи веселем, што не можем да ја поднесам разделбата со него. И двајцата, и татко му и амиџата, се обидувале да го убедат Зеид да се врати со нив, но безуспешно. Бил цврст во одлуката да не го напушта својот голем учител. Така тој и испрати порака на својата мајка. Кога Мухамед салаллаху алейхи веселем ја видел неговата посветеност, го одвел во Кјаба и пред татко му и пред неговиот амиџа, заради таквата посветеност, тој го прогласил Зеид за свој син. Омер го прифаќа исламот. Пред да го прифати исламот, Хазрети Омер разијалаху анху бил најлошиот непријател на муслиманите. Бил добар војник. Кога видел дека исламот напредува од ден на ден, решил да го убие честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем, за да ја уништи новата вера за секогаш. Со таква намера тој го зел мечот и тргнал во потрага по честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Го сретнал еден пријател на патот и го прашал каде ќе оди. Да го убијам Мухамед, одговорил Хазрети Омер разијалаху анху. Па зарем не знаеш дека сестра ти Фатима и нејзиниот маж веќе го примија исламот, рекол неговиот пријател. Омер бил шокиран кога го чул тоа. Решил прво да оди кај нив и да разговара, а потоа да оди кај честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем. Кога влегол во куќата на сестра му, чул како таму се учи Куранот. Муслиманскиот учител Кхабаб учел од честната книга. Кога виделе дека се приближува Омер, Кхабиб се сокрил, а Фатима побрзала да ги засолни листовите на кои биле напишани ајетите. Хазрети Омер разијалаху анху ги погледнал сестра му и зет му и им рекол: разбрав дека сте ја примиле новата вера, Мухамед што ја донесе. Се обидувале да го смират, но Хазрети Омер разијалаху анху не бил расположен да слуша никакво објаснување. Го кренал мечот да удри по својот зет. Фатима, која стојала во близина, притрчала за да го заштити својот маж и така била полесно повредена. Крвта почнала да тече низ нејзиното лице. Таа го погледнала право во очи и му рекла: да, ние сега сме муслимани, прави што сакаш. Гледајќи ја крвта на лицето на својата сестра и слушајќи го тој храбар одговор, Хазрети Омер разијалаху анху веднаш се смирил. Наскоро станал втор човек, побарал да му ги донесат листовите од Куранот што ги читале. Фатима одбила мислејќи дека сака да ги уништи. Хазрети Омер разијалаху анху ветил дека нема да го стори тоа. Му рекла да оди и да се избајња, па откако го направил тоа, таа се согласила да му ги покаже листовите. Многу смирено, Хазрети Омер разијалаху анху почнал да ги чита ајетите од честниот Куран и за кратко време вистината била спуштена врз него. Решил да стане муслиман. Во меѓувреме,
Кхабаб излегол од заслоништето. Тој рекол: Бог ми е сведок, вчера го чув пратеникот како се моли за преобразбата на Омер или на Амир бин Хишам. Твојата промена е резултат на тие молитви. Хазрети Омер разијалаху анху прашал каде се наоѓа чесниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем и веднаш тргнал натаму, се уште носејќи го мечот во раката. Кога стигнал, чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем седел со неколку своји асхаби и Хазрети Омер разијалаху анху чукнал на вратата. Асхабите погледнале надвор и виделе дека таму стои Хазрети Омер разијалаху анху со меч во раката. Тие првин одбиле да ја отворат вратата, но чесниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем им рекол да ја отворат. Хазрети Омер разијалаху анху влегол. Тогаш чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем го прашал: Омер, што те доведе овде? Дојдов да го прифатам исламот, кратко одговорил тој. Чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем и асхабите биле многу среќни што го чуле тоа и извикале во еден глас: Аллаху екбер, Аллах е најголем. Таа вест многу брзо се расширила низ Мека. Тоа бил тежок удар за непријателите на исламот, затоа што Хазрети Омер разијалаху анху бил многу храбар и влијателен човек во Мека. Во тоа време муслиманите го извршувале намазот криејќи се. Сега кога Хазрети Омер станал еден од нив, тие решиле намазот понатаму јавно да го извршуваат. Хазрети Омер разијалаху анху толку многу направил за исламот, што после смртта на првиот халифа, Хазрети Абу Бакр разијалаху анху, тој бил избран за втор халифа на муслиманите. ये मेरा खुदा है, यही रात दिन अब तो मेरी सदा है, ये मेरा खुदा है. Денес го завршивме третиот дел од книгата Приказни од времето на раниот ислам. Еселаму алейкум.